Ориенталниот танц, познат и како премен танц или танц на стомакот, е еден од најстарите и највпечатливи танцови стилови во светот, чија историја се протега илјадници години наназад. Неговиот извор се наоѓа на просторот на Блискиот Исток и Северна Африка, каде што низ вековите се развивал како дел од културните, религиозните и социјалните обреди. Почетоците на ориенталниот танц се тесно поврзани со ритуали за плодност, прослави и магиски обреди, кои жените ги изведувале за да ја прослават животната сила, женската убавина и плодноста. Овој танц бил и начин за изразување на емоции, чувства и лична сила. Во античките цивилизации, како што биле Египет, Вавилон и Асирија, постојат записи и уметнички дела, кои го прераскажуваат овој танц како дел од религиозните церемонии и јавни прослави. Танчерките носеле облека која истакнува женската фигура, а движењата биле флуидни, сензуални, но и комплексни, со нагласок на изолирани движења на стомакот, колковите и градите. Се верува дека ориенталниот танц се проширил и преку Отоманската империја, каде што добил дополнителни влијанија од балканската и индиската традиција. Со миграциите и контактите помеѓу културите, танцот се трансформирал и прилагодил, ставајќи разновиден и комплексен стил. Во 20 век овој танц станал популарен и надвор од својот магичен регион, особено во Европа и Северна Америка, каде што сценски изведби, филмски продукции и тури на танчерки од Блискиот Исток ја освоиле публиката и добиле статус на уметничка форма. И денес ориенталниот танц е широко распространет и се изучува низ целиот свет, а покрај традиционалните стилови постојат и современи варијации кои вклучуваат елементи на балет, џез и други танцови техники. Кога зборуваме за ориенталниот танц на овие простори, неизбежно е да не ја споменеме Елена Вукановска, една од најпознатите и највешти танчерки, која со својот талент и харизма ги исполнува сите локали каде што настапува. Со години наназад, Елена е препознатлива по својот експресивен и професионален пристап кон ориенталниот танц. Нејзините настапи се магнат за публиката, која секогаш го преполнува просторот до последно место. Таа со леснотија ги комбинира традиционалните техники со сопствени креативни елементи, оставајќи силен впечаток и незаборавен глас во светот на танцот. Покрај настапите, Елена е основач на една од најпосетуваните школи за ориентален танц кај нас. Незината посветеност и умешност придонесуваат за подигнување на свеста и популаризацијата на овој уметнички жанр кај младите. Многу од нејзините ученици, инспирирани од нејзиниот пример, успешно продолжуваат да се развиваат како танчери. Неодамна, по нашето интервју со Елена, ја поставивме на тест во нашата најбарана рубрика 10 ама, каде што одговара на нашите прашања. Меѓу едно од најинтересните беше: што би направила доколку твојот партнер побара од тебе да престанеш да танцуваш? Нејзиниот одговор ќе ве изненади. Погледнете во продолжение. Елена, добре дојде во нашата најбарана рубрика 10 ама. Дали се спремна за неколку оценки? Се надевам, ајде ќе видиме. Почнуваме. 10 ама се јавува секој ден, само кога е сам дома и му е досадно. Треба сега да кажам дека е 1. Значи од 1 до 10? Значи red flag. Да, значи 0. 0. 10 ама мириса убаво поради тестерите што ги зима во парфюмерија. 0. 10 ама има само доверба само до моментот кога ќе отвори Инстаграмот, кога ќе се затвори Инстаграмот, тоест. Значи ја ќе само на Инстаграм допишување. Никако. Значи секој маж треба да има live communication. Значи Инстаграм и таков живот никако. Значи 1. 10 ама ти забранува да танцуваш. Никако. 0. Дали би одбрала танц или дечко? Танц. Секогаш. 10 ама вели дека те цени само ако си тивкана, шминкана и во кујна. Никако, мене во кујна не ме бидува секако. 10 сингл е, ама бившата се уште го има дупликатот од клучот од станот. Никако, значи мора да дојде со сертификатот бившата дека секакви врски со него има прекинато, инаку не го примам.
Нула. Нула. Така е. 10 ама сака да му готвиш секој ден по 3 оброка, кажа веќе дека неќе су. Мислам, има ли тука ама? Не сакаш да готвиш воопшто? Не. Ајш нешто вака да се направиш? Да. За многу работи, но не сакам да го правам. Има кој си сака, знае начин да се најде. 10 ама ги лајкнал сите слики на твоите ривалки. Никак, јас си дозволам никаков лайк да биде. На ниедна жена, а не на моите ривалки. 10 ама има црно под ноктите. Никако. Не. Значи, до сега сите оценките се 0 или 1. Никако. Ни без ама се. 10 ама, тоа ама никој нема. 10 ама не те запросува иако сте во врска долго време. 2. Од 10, 2 може би. Има ли нешто што е 10 според тебе? Да не е љубомора, да е разбирлив, да е паметен, да не ми забранува да играм, да ме поддржувам. Тоа е најважно. И морам за крај да те прашам, најбараното прашање, 10 ама вози пунто. Добро, тоа е интересно, вака 10 ама вози пунто, од најновите или дека е постара? 10 ама вози пунто, ако е постара, значи тројка. Да, Кој е поново? па може би нека 5 ева. Тоа име на виралното видео што беше, затоа. Супер, Елена, ти благодарам многу. Исто така благодарам и на вас. Ориенталниот танц е многу повеќе од само едно движење и музика. Тоа е приказна за култура, женственост и лична изразеност, која има длабоки историски корени. Денес со помош на таленти како Елена Вукановска, овој танц продолжува да живее и да инспирира нови генерации. Елена е пример како со труд, љубов и посветеност се рушат границите и се постигнуваат врвови. А нејзината школа е место каде што младите можат да го откријат својот талент и да го негуваат ова уметничко богатство. Во време кога традицијата и современоста се преклопуваат, ориенталниот танц останува вечна и жива форма на уметност, која продолжува да ја збогатува нашата култна сцена.